Нова епизода брчиме со Дуле. Денес темата ќе биде летување дома во Македонија или надвор во странство, како што сме учени сите да одиме. Нормално со кој може друг да зборам, ако не е Горан Пинза. Јас, како што кажа во денес во најавата на Инстаграм, за мене си најдобриот, најактивниот и најгласниот туристички водич што го имаме ние во Битола. Знам дека си препознаени во цела Македонија, затоа што те знаат многу луѓе по твоите активности. Сакам денес, пошто се наметна то прашањето летување дома или надвор негде, зошто се наметна малце појќе заради овие европските правила што се донесоа за сликање, сечење, монтирање по аеродроми, по гранични премини и дали досега можеби сме биле малце гласни во тоа да го смениме таа перцепција дека одмор, летување мора да е на море, мора да е на плажа или не знам што, затоа што ние во Македонија свесни сме дека имаме страшно убави места, планински, езера, имаме преубави. Сакам таа тема малце еве и да го слушнам и твоето мислење какво е. Ти си цело време гласен за да се летува и за да се посетат нашите места. Ама што мислиш сега? Еве, после се ова што се збора и што се случува. Прво, фала за поканата по втор пат. Да. Се надевам дека нема да му здосадам на луѓето и дека Нема. овај пат разговараме на сосем друга тема од она што вообичаено јас кој ќе се појавувам по медиуми го зборам, ради тоа што најголемиот дел од настапите за она што се случува низ државата во однос на туристи кои што ни доаѓаат од странство, сега ја менува малку темата, пак е поврзано со туризмот, ама во однос на нашите, да речам, навики и нашите интереси кај одат сограѓаните наши. Ајде да почнеме од почеток. Значи, она што рече, свесни сме, јас мислам дека уште не сме, што се имаме дома, и дека првен треба од тука да стартува се. Вашите генерации не знам што фатија, меѓутоа мојата генерација за жал немавме ниту неколку дневна екскурзија низ Македонија. Сакам да вратам скрос на почеток, од основно. Да. Со сестрата сме генерација, со постарата сестра и за жал нашата генерација ради X причини претходно, ако добро се сеќавам, мислам дека дел од генерациите пред нас направиле некои инциденти и така натаму, што имавме забрана за организирани екскурзии низ Македонија, зборам екскурзии 3-4 дневни, 5 дневни, како што правиле на времето родителите низ Југославија, после продолжи низ Македонија, ама ние то не го фативме. Так. Значи, јас имам завршено туризам факултет и сум дипломиран менаџер по туризам и гостителство од 4 години студирање. Ние бевме на еден задолжителен излет во Велес, фабрика за масло. Производство на масло. Предметот беше познавање на стока. Значи, ако на факултет за туризам студент нема во програмата во 4 години за посета на било кое место низ Македонија, а скоро сите одат на абсолвентска после тоа Шпанија, Франција, Италија, од тука треба да тргнеме, моје мислење, за да си ги запознаеме кај нас атрактивностите, местата, ради тоа што ние, например, од Западна Македонија многу ретко ја посетваме источна и тоа е уште од кога бевме деца, значи првите наши викенди, излети со родителите најчесто беа преспа. Зборам нашата генерација, најблизу езерото беше многу поинако од она што е сега. Мене ми се многу смешни се овие вестите што излегват порасна за 20 см, 60, 70 преспа. Да, до метро. А тоа замина, не знам, 500 метри навнатре и сега треба да сме среќни со некои 30 см. Ама ние детските години, нашата генерација, 80-тите родени, рани 90-ти, претежно одевме преспанската обала, да речем. И ако во образовниот систем го нема, то прво е друго е да оди со родители, друго е да оди со генерацијата, спомените се други, и ќе си ја запознаеш земјата и треба да ја запознаеш уште од најмали ноце, и не може секој месец, втор, трет, таткот или мајката дали имат слободно време, средства, превоз за да те носат да видиш ти не знам, Смоларскиот водопад, Колечинскиот водопад, манастирите близу Струмица како најголемиот центар на југоистокот.
Штип и така натаму, кочани. А Значи дали- се она што го имаме ние, Точно. а не го знаеме, сме го виделе. Јас во мојот работен век, да речеме, од 15 на години, пратам се што излегва од Македонија за како маркетинг надвор и тука, и мислам дека најдоброто нешто, најпозитивното што беше направено беше запознаја Македонија со глумецот, актерот Влад, не ми текнува се името, со бела коса. Владо Дојчиновски. Дојчиновски, така, значи истражија Македонија, односно Истражија. беше феноменален проект, најдобриот проект за да се промовира земјата во кратко време. И сега исто Охо продукција тие има Радиус, ми се чини се вика, Радиус. Не ги знам имињата сега да не ми замерат, едниот е актерот што беше во Преспав, другата е на Ненад Стојановски ќерката. Тие двајца беа главни во снимањата на тие места за Македонија, фантастичен проект уште еден, за да стварно ги запознаеме, и мислам дека то поттикнува кај некој. Да. Дајде, ќе ја запалам колата, пример, ќе одземиш фамилијата овој викенд, нареден викенд, да видиме нешто што Така. не сме го Еве знаели. јас од мене ќе тргнам и ќе ти кажам дека сега на Инстаграм скролајки нормално секој ден ми излегваат одредени профили, одредени луѓе кои што се занимаваат со тоа. Еве ќе искористам ова прилика да ја поздравам Кристина Пасковска. Таа е чупче од Скопје која што има цел да ги посети сите села во Македонија, и сега досега има посетено не знам колку села, и не само што ги посетва, туку снима видеа во кои што ги кажува на секое село традицијата, културата, обичаите, што се и како се, значи тоа е ептен едукативно, убаво документирано, видео документирано, и таа е тригерот кај мене да јас и баш вчера и пишав едно место кај Кожув, имаше објавено, дај викам кажи ми кај ова, сакам Да. со фамилијата да одиме. И јас сум еден од оние кои што каснат Ама сите во- не е вината твоја како личност. во истражувањето на сопствената држава, затоа што стварно имаме многу убави места. Апсолутно. Јас многу ја форсирам Преспата, Пелистеро, за Пелистеро да не збораме, тоа е по дефолт, ама еве да речеме нешто подалеку. Преспата е преуба. Апсолутно. Во Коинско, например, често одиме. Тоа му е недопрена природа, нема луѓе, да. нема ѓубре, нема ништо. Нема пристап, нормален, затоа е така. Да имаше Веројатно, пристап за да. со секаква кола, ќе Да. беше гној направено Да, до сега. да. Сакам да кажам, еве и ти спомна, ние не одевме, немаше на факултет. Дали туристичките агенции, еве да речиме, како што има понуди на апсолвенска, сите бегаме низ Европа, има понуди, сега после средно одат, порано беше на апсолвенска, сега и после средно има такви. Да, И за време дури се средно има такви. да, екскурзии. нашата генерација пак ќе се навратам, са не сум многу стар, ама не сум ни млад, нека средна генерација. Кај нас беше правило, прва или втора година одевме до Бугарија, значи викенд, Благоевград со Рилски манастир. И трета година, значи тоа мислам дека уште функционира така, пошто јас кога почнав да работам како пратител, тоа го имам кажано, водиче за низ Македонија, пратител е за надвор, да не се повторам. Како пратител кога почнав, исто средно училиште од Битола, трета година. Значи во трета година се прави таа екскурзија за надвор. Гимназијата имаше традиција, поќе од 10 години се одеше стрикно Будимпешта и бевме таму со 3 ноќи, ми се чини 4 дена. После се изменаја и понудите, сега веќе секое училиште добива разни понуди, па училишен одбор, родители, не знам точно како му е процедурата, одбират дестинација, за жал одбират дестинации, односно се поќе и поќе, кај што ќе се изнапиши се што може и не може, и да се добие најниска цена. Тешко луѓето кај нас да сватат дека ако има што поќе работи, а цената е ниска, полот тие работи нема да временски да има можност да се видат, ќе изгубат децата, и второ, ако цената е најниска, значи ништо нема да види како што треба. Да. Или нема да види превозот адекватен, или нема да види хотелот како што треба. Кој ќе речам како што треба, мислам на квалитет на соби, услуга да. и локација. Ти ќе ти пиши во програмата сместување во Виена, а ти ќе видиш на 50 километри. Од Виена. И кога ќе дојде моментот да се посети Виена, тие 50 километри за да се извозат, да се стигне до одредена точка за да почне разгледот, се губи преку сат. Сат во правец, сат за назад, 2 сати, така да
прво мислам дека од основно не му ги знам програмите, ги сретнувам деца сега, дечиња кои ќе одам јас со странски туристи низ Македонија, гледам дека има движење, нешто веројатно е сменато, па ќе речам не сум во тек толку ради тоа што немам дете да е основно сега, ниту блиски некои другари да се наставници па да му знам програмата, имам. мислам дека движат. Син ми беше 2-3 пати, Крушево беа, Струга да не беа негде, не знам. Ги однесоа на 2-3 Ама пак пати. е тука негде. Аз ти викам сакам да ти речам една екскурзија што е 5-6 дена, кружна, која ќе се тргне од тука, ќе се види поголемиот дел од Македонија и пак оние места кои што поретко би ги посетили, ако тргнете вие фамилиарно на негде на ден, на два, сигурно нема да тргнете. Знаеш што е разликата? И тука може малце психолошки делува. Не е моабетот ти да понудиш некоја понуда на ученици или на група на луѓе со која што само ќе правиме муабет за знаменитостите. Не е тоа поентата, збораме за природата. Не мора да е само знаменитост, не мора Крушево да посетат се што има во Крушево или не знам во некои други места кај што има некоја знаменитост. Ти искрено ако правиме муабет, денешните млади може и не се толку заинтересирани за знаменитостите, ама понеду има природата, тие имаме природата. Веројатно, да, ради тоа што малце да се видоизменат, ти се знаеш како се ојде напред, така, Така значи е, мора да и така е. маркетингот да се смени во туризмот, не е само мора да сватиме, јас имав проект, го спомнав и претходниот пат, да го запознаеме Националниот парк Пелистер и носев деца, имав 15 на тури, за жал нема кој да го подкрепи тој проект, седи како таков, почна и други да прат, ме радва, не ме иритира или нервира дека некој го копира, ама дефинитивно пред 3,5 години јас го почнав проектот и застана ради тоа што реков, финансиските средства, односно поддршката ја нема, ама сакав да му покажам на децата и малце да ги натерам да размислат дека ваква убајна на што имаме ние на 20 минути возење, ретко кој ја има. да. И ова што го кажуваш, кој ќе ги однесат било каде, пример Крушево, Мечкин камен, она убајна во шумата горе, Да. измислена за пикник, деца да се изнатрчат, да дишат чист воздух, не секоја има, не само од Македонија, туку и надвор. А ние имаме на 1 сат возење, кој ќе зборам ние за 1 сат е ништо. Битола. Ништо. Ќе размислиш. Ништо, апсолутно. Ништо. Значи треба децата да сватат дека е богатство не само морето, кој што го избираме, покасно ќе правиме муавет за летен одмор, нормално дека има здравствени Бенефити, бенефити, добро, апсолутно, окей. ама па она што ти го дава планината, го нема морето. Значи, треба да сватиме дека имаме благословени сме да живееме во град и регион што е толку блиску до Националниот парк. А Националниот парк дава се и се што не само, пак ќе речам, воздухот и самото присуство кај се сите оние работи што ни ги дава планината. Да. Од чајот, од овошјето, од печурките, од се она што Водата, едноставно кај нас водата клучна, која што за Баба жал Планина е клучна за водата кај нас. супер, ама да го немавме тој проблем со загадувањето на сите тие води ради знаеме кој горе на планината, Да. ради тоа што кога ќе стигнеш на паркингот мириса првен на канализацијата, што е геноцид на природата. Сега ќе се навратам, јас бев одам често на планина и се сретнав со мајсторите што го прават копањки. И кога, што веќе не прашувам кога, Да, не мислам излишно е, излитено е, излишно да, е, и да. кој ќе биде супер да се изненадиме, браво. Мене единствено прашање беше што правите со канализацијата, дали ќе има, дали ќе биде поврзан домот на канализација. Ми рекоа ќе има септичка јама и тука веќе завршва се. Да. Ако веќе не се пиеше водата под хотелот, да не оспомнувам името, сега веројатно нема да се пие ни уште 150 метра надморска висина над, Да. оти има таму септичка јама. Да. Значи сите оние води околу ќе бидат непристапни за питка вода. Да. Така да, тој е моментот ќе збораме после што мораме да пазиме, да го измениме да биде за 21 век како што треба да биде, а не е и како што оди градбата веројатно нема ни да биде. Мобетот е природата и убајните што ги гледаш околу тебе и за таа генерација е тоа многу побитно и поедноставно за објаснување од историја, култура, религија,
и некои факти што се случиле, оти тоа го учат таму, ама ова ќе го видат пред себе, поготово во овој период на годината, кај што се менуваат боите. Верувај, со словенци најмногу работам. Словенија е една од најзелените држави во Европа. Љубљана е многу пати прогласувана за зелена престолнина на Европа. Кој ќе ти речат колку е зелено и колку е убо, а не некој што иде од, не знам, суво подрачје или кај што нема таква природа, значи стварно имаш со што да се пофалиш и гордеш. Па, знаеш, тука сега да се надоврзиме на перцепцијата. Летен одмор и одма тоа нас ни асоцира море, плажа, чадори, сладоледи, пива, не знам што. Дали јас, како што врват годините, може си барам поинаков рајат, ама и не мора летувањето стално да биде море, плажа, чадори, сладоледи, ме разбираш? Дефинитивно. Дефинитивно. Може да биде кампованје, може имаме кампој, преубај кампој. Дефинитивно. Тоа сакав да го кажам. Тоа е веќе, тоа е процес кој што треба да траи подолг временски период, кај што мајндсетот на генерациите што идат после нас, не треба да се сведва 9 сати на плажа, само да се превртваш и да поменуваш чадорот. Па си одиш во 3 сата, ти ја прежешко, па се враќаш. Тие сат-два и ќе се зависи, некој сака да се пече, за кој ќе дојде тука да искористи максимално од сонце. Најчуше на 500 метри од кој ќе видиш да му речеш еј си сунча кај беше. Кај беше на одмор. Значи тој мајндсет некогаш ќе се смени. Ама дали тука може вие како туристички работници, Не. Тоа е еден друг процес кој што пак ќе речам од образованието и за жал од овие инфлуенсерите кои што многу зачестија, кај нас се прифаќа ако 2, 3, 5 души стекнат некој име на влијателни личности преку социјални мрежи, многу поголемо влијание имаат од секој еден друг. На секоја област правиме муавет и то никој не може да ме разубеди дека не е така. Како што во градот, на пример, 1, 2, 3 сајтој или инфлуенсери wannabe имат таков импакт, влијание на луѓето, то ни приближно не може да се спореди со било кој, не Горан Пинза како туристички работник, него ниту човек што работи во образование, ниту не знам уметник, ниту спортист, што може да влијае на поголемата, пошироката маса, како и до тоа е веќе социјалистички феномен, овој социјален, не сум лошо се изразив, социјален феномен, тоа веќе е подлабока тема за анализирање. И таму, ако од таму се тргни, односно се појават, ја спомнати и таа девојката, јас не знам искрено, ама ми е мило што има некој импакт таков. Има. Да, за мене има сигурно. Супер, ама дај Боже да има на што поголем дел. Јас затоа спомнав Истражија Македонија, нешто што во овие 30 години сигурно е број 1 кампања, успешна. Ти пази, имаше една кампања, ако се сеќаваш, негативна кон Охрид. Не знам дали се сеќаваш. Имаше кампања од типот трча бабата во Охрид по тебе зашто го сте бојлерот уклучен. Државна кампања беше таа. Државна кампања од типот не се гостолюбиви. Со она ендемски вид нешто. Да, ендемски вид, така. Да, Девек мора да изгаси сијалицата, оти остај в соба, па ти го гаси бојлерот, па се враќаш. Чи тоа е скроз друг ефект се добива таму. Истражија Македонија и ден денес мислам дека страната веб функционира, дури и за нас некојаш отвораме таму и некој за подсетување и дали информација. Не беше направена колку да биде направена. Не, остана и беше. Не беше нешто од типот ден на дрвото, 9 милиони дрва посадивме, никнаја 16 дрвца. Туку ова остана за веки векој и видео, како видео материјал и како текст за да ти помогни со информација. Да се вратам на ова со морето. Летниот одмор 90% од нас го користат во Грција и цела година е муабетот, се собираат информации каде, шо, како. И ние 90% од македонците сакаме пасивен одмор. Значи она што спомнавме, ти станваш, трчаш во 8, 7:30, 8 може да е касно да фатиш лежалка, да и постелиш крпите, дури во некои европски дестинации почна да и тргат, да пишат забрани за тоа. Да. И казни, односно забрани, не знам, имаше видеа разни, дали Турција, Грција, дури имаше и во Десарет на базен.
Значи 7,5 се отвора вратичката од базенот, се трча Бррр. тука војна е за да се остат 5 крпи. И да не мардаш тие 9-10 сати. За разлика од нас, генерално, што викаш лежиш, му викаш на жената да ја направи шопската или не знам, локомадес ако помени да те разбуди ако подзаспиеш, да не заоре. И тоа е тоа. Пивото тука точено, се носи гиро, сликата обавезно, значи тука се прат 2-30 слики да фатиш аголот како е гирото вкусно или пивото догоре со пена. И тој мајндсет ќе се смени институционално, зборам образовно, ќе треба време или во побрз временски период ако тие инфлуенсери кои што го имаат импактот или оние медиуми кои што се попратени играт на таа карта дека има и нешто друго надвор од ова што го спомнавме. Ти добра стратегија, ти ова што го кажуваш може да се преточи во стратегија. Државата да ги ангажира тие таквите инфлуенсери кои што имат поголем импакт и да направат една кампања. Апсолутно, само тоа треба да биде природно, да не се осеќа дека е наметнато и она што ќе биде како содржина понудено да има тежина. Да се верва во него. Да има тежина и да е така. Треба да вервам во нешто. Да, и да го имаш искусено. Да. Например, еве сега ќе земам локално. Пепо го има каньонингот во Мариово. Каньонингот во Мариово многу ретко кој бил од битолчани знај. Тоа е низ реката во Зович, во близина на мостот, кај сите го знаеме како мост на Милчо Манчевски, пошто таму ги прави и има снимано повеќето од филмоите. Фантастично искуство. Јас сум бил еднаш, феноменално, месец и пол, два, секој може, значи над 10 годишна возраст, опремата ти ја дават тие, насоките пред да почнеш тие, некои 2-2,5 сати, се завршва со ручек во ресторанот што е тука до мостот. Значи еден пакет феноменален за еден ден да истераш пакет. Друг момент е, не знам колку функционираат, Битола мислам дека немаме, Скопје има, овие извидничките друштва и кампои. Јас пак ќе речам, не сум бил, ама ако се вратам назад, во детството би сакал да одам. Да. Оти тука ќе стекнеш дополнително таа љубов кон природата, некое си снајдување, типот основни работи, компас како да знаеш да прочиташ, да знаеш по дрвата, што значат тие ознаките. Да не пиеш кило вода наеднаш, да испиеш 100 грама, оти ти треба за после. Значи има работи, вештици. Не знам дека капче треба да носи секогаш, да си спремен, па крема за мачкање, оти. Пример са на Пелистер, јас на странците тому кажуваме така непредвидлива планина, што во декември ти ако тргнеш не знам да ти поголем дел од кожата изложена на сонце може да изгори. И обратно, во налето снежна бура. Апсолутно, да значи мораш да имаш јакна која што ќе те заштитва и зимска капа и ред други работи. Значи како дете ако то го видиш и те привлечи, пример сите во државата го видовме оној момент со детето. Да, со Петар со грачокот. Со грачокот врвно, фантастично, значи тоа е нешто спонтано што милион пати да викнеш, не знам, пиар, медиумски, не може да го направат. Од срце го кажувам. Да, многу ба реклама беше баш за извидниците. Така е, значи, вели после тој напор што го правивме, мене грашок ме чека. Фантазија. Онака искрено разочаран од животот. Ама тоа е, знаеш, како искуство некој ќе види смешно по 10 години, ама таа иницијатива, акција што ја прави тоа некој извидничко друштво, е за пофалба. Јас затоа викам, дајте на децата да му направиме една можност да видат некои работи. На некој ќе му се бендиса, на некој не. На некој ќе му биде отпор, ама тоа треба да го доживеи, да го осети на тие години. Има разлика. Сега ќе ве носиме во Крушево, ќе го видите мечкинкаме, ќе видите ова, ќе видите она и сега ќе му кажуват историја. Обоето, не велам, не да не сум погрешно разбран. Да. Ама децата, син ми има 10 години, еве и сите други на 10 години, 12, 8, сакат нешто забавно, за нив забавно може да биде се ова што го кажуваш ти. И затоа велам малце треба да ги смениме методите, начините на кои што сакаме да му го привлечиме. Тој Мечкин камен е фантастично излетничко место, првен да тоа да го кажеме. Значи има ширина неверојатна. И кој ќе опрат тој излет сигурно има
луѓе со тоа што се занимаваат професионално, може да му направат таму целодневно некои игри во природа. Тој ќе го памти цел живот. Да. Како што ги прават тимбилдинзите, пример на Мавро сум бил, едној сум присуствувал, фантастично. Значи со некои препреки, зборам за нивната возраст што ќе биде соодветно. Дали ќе трчат низ некои сталки, ќе скокат, било како, тоа е забава, здрав начин на поминување на едно време во природа, на крајот ќе му дат, нека не е грашо, ќе му спремат нешто друго, Да. ама ќе види уживање што ќе го памти за цел живот. Ќе го памти и ќе прави разлика помеѓу таков начин на И она што ти ќе излет, лежиш и што 9 сати цел ден покрај на море, плажа, ќе умира од досада и ќе вели тато што да правам, тато што да правам, тато што Тоа да е тоа. правам. А ела прави ми замоци или не Да, знам што. мислам. па тоа сакам да го кажам, кои ќе се многу мали, многу поактивни се и родителите и децата со тие, не знам, кофиња, Да. од песок, некои игри, после ќе се закопат под мислам во песокта од плажата, а понатаму како да ја губиме таа содржина, сега супоите почне да бидат последните 6-7 години популарни, тоа е супер забава за мене, за секој, суп даските зборам, значи некој сат, два, пак ќе речам, тука треба пазење нормално дете е, ама со родителот во близина, ние како деца, педалините ни беа најинтересното што го правевме во Охрид. И некој сат, два, едва чекаш за да одиш на педалинка, да едноставно поуживаш, да. Значи мораме да го смениме тој мајндсет. Ако ќе идат странците пообратно, например, пред 15 на години, 20 се вратија холанѓаните. Пензионери, не викам некоја млада генерација, ама како и да е, почне како бројка да идат во Охрид. Кај нив од 7 дена престој, 7 дена има различна активност. Значи нема седење на плажа. Да. Ќе одат на плажа сат, два, три, ама сакат активност. Да, не се тие да се уклучат, да бидат, знаеш како, Абе да ја осетат приказната, да ја осетат, треба приказна да продаваме ние. Тоа е тоа. А имаме. Имаме апсолутно многу што да понудиме и сега пак ќе се вратам на коренот, мајндсетот, ако сакаме да го смениме, мора да почни од тие најмлади години. Сега ми иди во млата, завршвавме ние средно и првата асоциација, уште за облекувањето правиме мојот, Солун да оди да се земи нешто. После тоа кој се прошета да се оди надвор, тоаш не се патуваше толку многу, ама да се оди надвор, да се покажи дека си бил негде. Ние патиме од комплексот дека надвор, сегде надвор, било каде надвор, е многу подобро од дома. А можеме да го направиме дома да е исто така добро, со тоа што првен треба да имаме ова кампањата, за да некој ни ги покажи тие места, второ пристап до тие места и трето, најважното според мене, услугата и квалитетот на нештата кои што ќе ни се продат таму, да бидат на ниво кој што треба биде. Џабе ќе се маваме во гради дека сме патриоти, сакаме да останеме тука. Ако одиш на одредено место кај што ова што праша ти и многу од нас прашваат како да стигнам до таму, поима немаме како, не е означено, дали е искосен, не е, дали ќе заглавиме или ќе стигнеме, ти го спомна Коњско. До Коњско немаме уште пат. Така. Полој на асфалт. Знам, ама нема да стигнеме до... Уште пола може потаму. Може, дај Боже, Синтико ќе на некој наши години дека ќе има Ќе тој фамилијата да ја однеси. Значи до Коњско чекаме пат не знам колку време. Галичица на некој му текна во екс Југославија дека ќе се затвори патот крај на октомври, почеток на ноември и ќе биде затворен до крај на мај. 40 години покасно ние имаме истата забрана. Климата толку се измена, што на Галичица немаш веќе таков снег и едноставно му е мака да ги сечат гранките и дел од таа земја или дел од камењата да ги расчистат и најдобро е 6 месеци за нив да биде затворен патот. Проверете, кој сака нека види, дека 6 месеци за никакво возило не е дозволено. Зошто? Да не можеш да одиш на Галичица во крај на ноември, декември. А јануари има луѓе што си Значи има горе параглайдинг, не можеме ние да однесеме група со автобус, оти забраната од југословенски период е дека 5,5-6 месеци треба да е затвор. Значи пристапот. Точно. Ќе се вратам пристапот. Нормален, адекватен,
за може да стигне и возило, и комбе, кај што има услови да дојде и автобус. Така. Услугата. Значи, ова ми е најголемата мене болка. Кај да одиме, значи надвор, не викам дека е идеално, ама некако се осеќаш како гостин поинаку. Начинот на кој што ќе дојде да те услужи, она што ќе го добиеш, има некаква вредност. Овде мора да работиме на тоа дека многу пати ги имаат окриѓани, демек најлесно му е да ги пушти некој парите да не иди ич, да не се појави воопшто. Значи треба секој гостин да биде третиран како што треба да биде. Културно на ниво, не викам дека нема гости кои што пребарват и едноставно, Фала Богу, да. значи преку лебо погача, ама на начин, значи да ми појасни што има во тоа мене или да ми предложи и да не чекам сат и пол, да не дојди намуртен. Да не мора да го читаш целоменни пример. Денес ова ни е убаво, пресно, вака, јасно, така. значи специјалитет на куќата е то, детето, нормално е децата знаеме дека јадат 3, 4, 5 јадења и за нив тука да има некоја комбинација што ќе му биде вкусно и за нивна возраст. И на крајот од денот многу пати читам за бакшишот се повеќе, значи бакшиш веќе се учиме да оставаме. Ама не е то правило како што е негде дека Мораш да оставиш. мора ако не сум задоволен. Значи апсолутно бакшишот значи дека си бил задоволен Да. од услугата, од квалитетот, времето на чекање. И во Секој тој случај треба да оставиш, да. Да. И утре друен да препорачам на некој и да напишам ревју, популарно еве сега. Да. Јас верувај последните 2-3 години се научив да пишам ревјуа од ти сакам да споделам ако е нешто добро. Добро, да. Утре јас со ти кој ќе отворам негде, претежно за остранство, ајде за дома горе долу, од контакти, од пријатели, од колеги, ќе слушниш што е како е, поќе му вервам на некој што бил што се познаваме отколку на X профил што може е вистински, може не е. Или прв пат излегал од дома па се му е добро, пример, или се му е лошо. И веќе почнав да пишам ревјуа и стварно сакам да пофалам кој ќе е негде добро. Да. И сметам дека тоа ревју е многу поќе од тие 50, 100 или 200 денари што ќе ги осам утре Да. други ден, некој ќе оди да посети на база на тоа ревју. Како си поминал, точно, бе јас сега станав многу често почнавме да одиме во Радожда. Сакам да јадам и риба. Јас не сум по рибите, ама таму како што ја спремат рибата и човек што не јади ќе пројади. Ама не е само рибата што е уба, толку ми е пријатно и одевме сега овој период уназад, нели нема толку туристи, помирно е. Луѓето се многу гостопримливи, значи не чувствуваш, еве ова ти што го кажуваш, значи дека некој напреку те гледа или луѓето се толку гостопримливи, толку фини се под конец да речам во смисла на време чекање на јадење на ова на она и една преуба природа од околу има, што ти ќе може ќе речеш ќе риба да јадам, ама кога ќе видиш природата, ќе речеш другиот пат кога ќе дојдеме ќе прошетаме во природата. Да. Па попат ќе видиш некое друго место, не знам, Сирхан, Тешево. Да. Тука имаш кампој и сето тоа после те трга натаму. Сега в кола јас имам маса со столици на преклоп, имам чадор, не сега веќе некое време, имам шатор, имам онакво како се вика на дрво обесвање. Тоа ми стои мене, тие ми се дежурни работи во колата, ме разбираш? Затоа што кога ќе дојде викенд, бегаме од градот и бараме природа. Излетничко место било, Коњарка исто, преубаво е. Ја слушното не, уште нема мојде, ама слушав многу работи. Многу, исто е природа и такви места мене поќе ме релаксират отколку додам на плажа да лежам цел ден како краб да се кријам од сонцето. Се до Не велам, не сум против тоа, да не бидам грешно сватен, меѓутоа мирот ќе сватат и помладите дека мирот и забавата му се загарантирани поќе на вакви места. Мојот став е ваков за било што. Треба да правиш работи што те исполнуваат, зборам лично и фамилиарно, да си ја најдете комбинацијата која што на сите ќе ви одговара, ама не ради тоа што на некој таму му било убаво или некој така ти наметнал. Ова што рековме со инфлуенсерите и со пропагандите е убаво за да ти даде една слика, една представа дека ваму и ваму ги има. И после ти кој ќе одиш,
ќе осетиш дали тебе ти одговара или нема да ти одговара, ама чисто да имаш една слика. Кај нас имаме една друга мана, национална јас ќе ја речам, што ако еден речи дека негде е добро и по автоматизам ти го прифаќаш тоа и може, пак ќе речам, тебе то не те исполнува, ама ти е на некој начин срам да кажеш негативно или да речеш за мене ова не е. Го прифаќаме едноставно наметнатото, поготово за надвор. Дека ако на таа и таа плажа, не знам, гирото е толку, Локомадесот толку, е близу до ова и автоматски сите... Преубо. Сите, ама тебе може ти пречи гужва, може си анксиозен, може не знам, за детето таа вода не е прифатлива, оти например, не знам, Јонско е по-студена водата, па сега ти дојдеш со дете 2-3 години, бараш негде потопло, поплитко, кај што е подолг денот. Не по автоматизам да се прифати. Идиш во момент кај што, пример, јас планинарам доста. И сад не можам јас да му наметнувам на некој, како што овде многу често се случува, абе, ти ваков, онаков, демек мора да ти се бендиса. Јас си го најдов таму мирот и задоволството и колку што можам почесто одам на Пелистер. Сакам, ама си ја сакам планината и дојдовме во ситуација, например, многу често патувам низ Европа, што приватно, што работно. Вервај дека на социјалните мрежи мои, на социјалните мрежи профилите мои, многу поќе имам слики на Пелистер, отколку таа Европа. Супер, убаво, ама стварно има места што вредат. Ама еве сега се вратив пред 2 недели од Венеција. Сум бил 6-7 пати во Венеција. Во Венеција е страшна таква гужва, поготово во април, во мај, што ти поеднаш 2 пати, 3 пати одење, веќе нема да речам дека ти се смачва или дека не ти се оди, ама таков мир и уживање во тој шетање го немаш. Нема. И ти ќе постави слика, окей, ама мора да знаат тие што се спремат, не биле и така натаму, дека зависи што бараш. Тука е, тоа е место што е единствено, уникатно во Европа, треба да се види дефинитивно, барем еднаш во животот, ама зависи дали си спремен на таа гужва, на тие цени, да пример таму, на моментот дека треба да припазваш, оти во секој тој европски центар што е популарен, треба да пазиш од џепароши. Значи да внимаваш на тоа. Овде го имаш рајот ти на 20 минути, да речеме. Сега да не ме свати некој погрешно, не ја компарирам Венеција со Пелистер, кај треба да се оди и кај е убајната, ама ако си бараш мир, природа, детето да трча, вода, знаеме кај има уште на Пелистер што е чиста. Тоа само да спознај работи треба. Тоа што зборавме пред, не е само ти да одиш, ај пушти го на лива да се прпелка таму. Апсолутно. Нешто треба да се научи. Ама го имаме тој чајот горе, ги имаме тие боровинки, ги имаме диви јагоди, имаш печурки, што не, кукулички забере. Значи природата нема што. Ама имаме ние друг проблем тука, и ти пререче национален, и јас го сметам за национален, тоа што за нас секогаш странското е поубаво. Не само за туризам, збораме уметници, збораме музичари, збораме за шо и да е, ние овде се кудиме, а се ни е поубаво надвор. Го имаме тој синдром. Зошто е тој менталитет? Тој синдром на самоуништување траи многу долго. Подценување на нашето и преценување на странство. Што се однесува до летото, да се држиме до тој момент, 90% од нашите одат Грција. Одиме, не одат, одиме. И јас се главно во таа група, сите заедно, да. И тоа е ради тоа што ни е блиску, прво. Второ, што цените пак до негде се приступачни, и трета работа, најбитната што никој не ја збора јавно, е тоа што на 99,9% од возилата не ти отварат да видат што имаш. Оти ти во Европа така да влези со полн багажник од 3 куфери, 2 куфери јадење, нема да ти дозволат воопшто, а грците не го прават тој проблемот и знаат дека ние србите, романците и косоварите го окупираме овој нивни северен дел, Халкидики и Олимписка ривиера. Значи, морето како море има многу позитивни бенефити. Тоа е апсолутно. Ама имаш уште од тие 365, уште 360 дена во годината, кај што дали за викенди, неработни денови, уште еден одмор, да речеме пократок, можеш да го искористиш овде кај нас. Сега,
кај треба ние да се подобриме, кажав, патната инфраструктура, значи пристапноста да имаш, екологијата кој ќе патуваме, мене ми смета и се надевам дека на поголем дел од луѓето му смета. Значи во Грција, еве, кој ќе име најблизок пример, викам, го немаш, ги немаш тие ѓубришта. Ја немаш таа слика дека се околу е најлони, пикавци, градежен шут, а имаш убајни, шо вервај, на вака мала територија, јас го реков преќе западниот дел го знаеме, ама до негде, до Струга и крај. Да. Ако тргнеме од Струга нагоре према Дебар, ние тука ради религискиот момент почнавме да одиме за Бигорски, почнаа генерации, тоа е покрај Радика, фантазија, да, значи дув го имаш водопадот Мавровско езеро, тоа е неверојатно и после Маврово националниот парк, оти да не си направиш еден продолжен викенд на тој дел од Македонија и пак за децата почне јавање да нудат со коњи. На Маврово имаш вожња со точаци, изнајмуваат точаци околу езеро, имаш супој, што реков, имаш кајаци. Понуда, бе, Горан, збораме за понуда. Фантазија. Треба да има понуда. Да, треба. Таа е видлива да биде. Видлива, тоа е тоа. Оти овие се насочени и тие што се понудувачите, само кон агенците што влечат странски туристи или директно на странските туристи, оти и самите знаат дека кога ќе дојди наш, многу ретко прво ќе дојди, и второ, овој пасивниот момент со седењето в кафана и не знам, и од ракијата и од шопската, настрана од тоа да се направи, знаеш, тука тој ги има понудата, ама колку од нашите ќе се одлучат да ја искористат, тоа е прашање. Пак се навраќам на моментот на квалитетот на услуга во споредба со цени. Сваќам, ќе гледаме дека сегде во светот се поскапва се и за жал дури траат овие војни, така ќе тера, ама јас секогаш држам до ставот поскапвањето да биде адекватно на услугата и квалитетот што ги нудиш. На неколку гостувања веќе бев погрешно сватен, неќам да видам пак, ама има места кај што абнормално се креват цените, дали за сместувачки капацитет, дали за услуга во ресторан, а услугата и квалитетот не ја добиваш. Мораме да сватиме дека таа Грција, со тоа што тој ќе ти донеси шише литар вода, чисто, мислам, вода од чешма, ни нема да ти ја наплати. Кој ќе седниш в ресторан, некој лепче подпечено со некое путерче, и на крајот од јадењето, дали ќе ти донеси некој благо или љубенца сечена, то кошта евро 2. На цех од 5, 60, 70, 80 евра, не преразлика. Ама ти како гостин се осеќаш прекрасно. Да. Со внимание. Како да си добил нешто дополнително. Вервај ме, не знам, не се сеќавам, освен да негде да ме прашат да не сте за кафе во ресторан низ Македонија, ова ситница, што е ситница, а ти значи многу како гостин, да ти ја понуди. Или ќе ти да извини некој чипче мало од чипсот третина. Со то пивото што ќе ти го донеси, автоматски ќе сакаш да нарачаш уште едно. Точно. Ете некни исто ќе го кажам пример од Радожда и ќе ги кажам кој се Вила Радожда, голем поздрав до нив. Затоа што секој одење таму имаме преубаво искуство. Кафето секако ти следи и газдарицата прави многу убави благи, секогаш различни и да не речам толкаво штрудле, баклавче, не знам што беше, со некојаш не е битно. Така, да, битно е, јадовме, на сите ни донесоа, превкусно беше, насмеани, повелете друг пат, кога сакате. Тоа ќе те врати. Значи, па не враќа ни. Тоа ќе те врати. Секој втор, и мене ќе ми го кажеш и ќе го кажеш во емисија и на седнувања со другари, со пријатели, значи кој ќе се спомни прво, ќе нагласи што тоа не се продава со пари, се продава со услугата, со вниманието што си ја добил. Точно. Јас ги имам, не, сум да не се сватиме погрешно, не ме само во негатива, ама се многу ретки кај што и константно тоа ќе траи. Да не биде само еднаш или два пати, туку константно и вториот, и третиот, и петтиот пат ќе добиеш истата услуга, истиот квалитет и нема да се осеќаш како вишок на некој начин, како овде на многу места што не гледат, сега кај седна, сега ја фатив маса, да ме разбираш, го гледаш во погледов во ова дека ти како тоа е математика. Како да му дојде со сила. Математика. И после оти не остае бакшиш. Да.
Значи како да оставам бакшиш, како се осеќам како едва и да чекаш да станам и ви зошто сум дошол. Треба да работиме на тие работи. Многу. Значи тука е дел од образование, дел е од газдите или угостителите кои што тој кадар ако сакаат да го задржат, а да имат гости што пак ќе се враќат, треба да му прават одредени обуки, нека не се формални образовни, туку зборање, покажување на примери, шетање до негде на некој тимбилдинг под наводници, кај што ќе видат, јас многу често викам, еве за Охридскиот регион ќе кажам, запалете ја колата угостителите, земете со вас двајца, тројца, пет души вработени, ојте еден викенд до Албанија, ојте еден викенд до Грција. Видете Албанија на кој начин сега функционира. Уште нема мој ден. Да одиш, има доста места, не зборам само туристички во типот на море, туку има места што вредат да се видат и под УНЕСКО имат и тие, значи дали Тирана, Драч, Крује, Гирокастер, Берат, има места за посета. Значи кај дојдоја со А оти ние, што квалитетот, е проблемот со нас? Оти ние не можеме да дојдиме. Јас не Феном- велам дека Албанија за нешто подолу или погоре, ама ама оти ние да пази не од можеме. кај дојдоја, се пази, се враќаме назад. Албанија што беше под диктаторство, 25-30 години затворена држава, што имаше 400-500 бункери. Никој не збораше странски јазик. Значи во тотално затворен систем по 30 години не заминва. Да. Ама не е тоа моје субјективно мислење, туку е објективно. Албанија има 60 летој дневно до Тирана. Дневно правиме мовет. Од кои 30 се за Италија. Работи да го донеси пазарот од Шпанија, од Германија, од не знам Португалија. Значи да донеси гости кои што ни на крај памет не би му текнале пред 15-20 години да ја одберат таа дестинација. И тука автоматски луѓето се трудат. Пак ќе речам, овде кај нас и го имаме и моментот мене како домаќин и некој X како гостин, странец, многу пати не гледаат исто. Овде во градот ќе ти кажам, јас и ти ако седнима, таму седат двајца странци или тројца и тој се надева дека ќе направат некој цех повисок или не знам, ќе наплатат поќе, многу побрзо ќе ги служат, многу поќе внимание ќе добијат. А јас сум овде 365 дена и со тебе ќе имам уште 350 пати на кафе таму, ама ако е окей, услугата и кафето. Да. Така, и ќе оставаме по 10-20 денари. Не е битно колку ќе има во Да. моментот, ама ќе се Ќе навраќам. заокружиш. И овде мајндсетот е дека сега овој странецот е битен. Ма види, тоа мене Не знам да го- сето ова што го констатираме и што го збораме ме наведува на една работа, а тоа е дека ние немаме, пак ќе речеме, национална стратегија која што како што рековме се смене времињата, сега имаш и инфлуенсери и други начини на рекламирање, на маркетинг и на шо и да е, на промоција, пропаганда нека е, како сакаш наречи го, за да ние не само се молиме да дојдат од странство, ние малце да се научиме тука да си одиме кај нашите места, Апсолутно. И да си ги чуваме, да така си е. ги чуваме и да си ги трошиме парите тука кај нас. Апсолутно. Се надевам, има некоја свесност, сега да не велиме Не, дека не е се нема. негативно далеко од Не е тоа. негативно. Ама јас секогаш сакам да ме сватат луѓето при секој излегвање, секоја критика која што се кажува не е за да нешто подцениме или да ги навредиме луѓето, туку поттикнување да се Да. подобриме. Сите заедно, јас не викам во мојата работа, многу ми треба и мене и на сите оние што се во туризмот, за да одиме чекор по чекор нагоре. Не смееме да заглавиме од типот дека ние ги имаме тие природни убајни, и имаме таа храна, која што за жал од година во година се помалку ради производството, ама уште некако имаме што да понудиме поразлично и да го подобруваме моментот на услуга, на квалитет. Цената ќе се плати, значи многу пати јас сум тргнал и на тури, кај што на некој начин се ценкаш со агенцијата, може, не може, ама на крајот од денот, ако гостинот е задоволен, ќе остај. Да. Или нека не остај, ќе ме препорача. Да. Ама јас ако си ја завршам работата како што треба, ќе се вратам. Ако ти во ресторанот не е комплетна услугата, нема да го пофалиш. А комплетната услуга е ланчано поврзана. Многу работи треба да се спојат од пристапот, од пример, од добар ден. Значи, од добар ден, кој ќе прашаш дали има маса таму или на телефон, па до бегањето, за да не чекам 15 минути за сметката,
или да се, не знам, да се намурти ти си извајал 1500, 1000, 2000 денари, па немаш ситно, сега ти као треба да имаш ситно. Значи, од самиот почеток до крај, Точно. јас викам и како гости ние многу пати знаеме да изводиме под наводници, ама сега тој ко се зафатил да работи во угостителство, треба да биде спремен дека секакви ќе ти идат. Секакви има, да. И има. Апсолутно. Полно И ние многу пати не сме најдобрите гости, значи за да го сфатиш него дека во овој момент нема, не знам, одредено јадење. Не кај нас само се, цел свет секакви Значи, гости. угостителството е, како да кажам, таксистите, например, не знаеш кој ќе ти влезе и како ќе се испонаша. И тој не е дека, како викаме, муштеријата е секогаш во право. Не е секогаш во право. Не. Ама веќе си се одлучил за таа дејност, да знаеш дека во тие 8 сати работно време со се и све што ќе се соочиш. Треба сталожен, смирено, Да. и едноставно да балансираш со ситуацијата. Точно. Сегде го има то, ама со луѓе кои ќе работиш сигурно е Тоа најтешко. го збораме цело време, ти, еве, ќе речеме келнерот е лицето на кафаната или на шо и да е локал, како и да е кој ше угостителство. Тебе ако ти се бенди со неговиот пристап, ти пак ќе штам. Апсолутно. Не мора тој тебе да ти прави тука, не знам, да те третира како цар. Само однесувањето, ако Верувај те ме, привлечи, толку многу е. пати кога ќе одам во одреден локал, еве, Битола ќе ја земам за пример, ми се прави дено, значи ќе се насмеам ако тој келнер е на смена, Да. и ја служи мојата маса. Има насмеани дечки во Апсолутно, Битола, има скоро енергија секаде. позитивна, ќе праша некој општо прашање, значи ќе осетиш дека си добре дојде. Да. Како не ќе му остам на крајот. Да, точно, Значи точно. финансиски и или на крај крајава ќе речам написе на пијање или негде ќе се сретнеме. Не изград сакам јас да почастам негде едно кафе или една пијачко, ти ми ги направил тие сат и пол два. Пази, сега седнувањето в кафана не е како порано Да. и ти да одиш фамилиарно, тоа е скоро 2 дневници се. Значи ти работиш, се трудиш негде во некоја дејност и за да ја потрошиш тие 2 дневници за фамилиарно да седнете, Да, скапичко е малку. зошто да не го одберам онакај што знам дека ќе биде добро, ти сум дал јас напор, сум потрошил време и енергија за да ги извам тие 2 дневници. И Точно. сега трошењето ме боли на некој начин под наводници и не ќе било каде. Точно, апсолутно. Сакам кај што ќе ме ценат, кај што ќе се осеќам пријатно, а Јас веќе имам нема- исклучено некој места сите кај што имаме. не Јас одам мислам дека повеќе. сите имаме. Да. Дали кафето не е како што треба, дали услугата не е, дали на одредени работи што ги гледаш дека чекај, дајте малце, не Абе, знам, сум масата чекал не ми сат ја и пол сум да. чекал за пица, пример, ме разбираш, сат и пол. Или велиш забриши ја масата, на пример, и сега тој се муцели. Си викам сумо, ти да седниш, ќе оставиш вака, или не знам, пепелјарата 3 пати да се молиме дека е полна со пика, пак ќе речам, не е само негативно. Има деца фантастично, ама по мене самите собственици мора да работат, или менаџерите, ако собственикот неки да се замара под наводници и да е таму цело време, оној кој што го зема да биде дел од екипата, да му биде кажано од старт, нашиот тим се труди, работи, и ако сакаш да се вклопиш, прати го овој пат што го имаме изваено, ти не сме од денес за утре. Ти, така е, ако тоа. ти вложиш во еден локал, било што, поготово овие што работат со храна, јас симнувам капа стално, тој што работи со храна, тој е неверојатен ризик, треба секогаш да си спремен и да внимаваш на рок на траење на производите, тогаш веќе ко вложуваш толку многу во интериерот, во тој маркетингот, кој ќе дојде човекот, има ја екипата спремна, некој, пак ќе речам, има луѓе кои што барат преку лево погаче и нив никогаш не можеш да му угодиш. Да, тој кај ама доди нема го да му биде. Никогаш, секогаш ќе му биде нешто дека требаше подобро, ама овој остаток од 90% да бидат задоволни и утре ден да се врати пак со, мислам, со насмевка, како да кажам. Па добро, значи ајде да заклучиме. Мојот заклучок е дека треба, ајде во поглед на летување дома или надвор, и не само во летувањето, туку и во екскурзите во она, дека треба малце да се насочат работите од историски моменти кон спознавање на природа, снаоѓање во природа, од веќе од рана возраст, како што спомнати од основна школа. Еве, спомна дека инфлуенсерите имат импакт.
Ете, може и на тоа треба малце да се обрни внимание, да се искористи кога веќе имат некакво влијание, да не е само за лајнарење и глупости, нека биде за нешто корисно. За жал, да ќе те прекинам. мерило и замрсули. За жал, по мене, ние се свестуваме, ни текнува само во моменти кои ќе Ни зачкрипи и ограничено ни е патувањето надвор. 3 примери ќе ти кажам. Првиот пример беше ковидот. Во тој период се дава и ваучери, кои што за жал се препродаваја после. Нормално, како и сега. Како и се. Значи прв момент, ајде да ги афирмираме нашите места, зошто? Од е ковид криза и не може да се патува. Вториот момент беше промената на пасошите со името Северна, пошто како и се останато траеше многу време и по нормален пат требаше да се чека 4, 5, 6 месеци, па дел по наводници заглавија дома, а сакаја додат надвор. И сега третиот момент е сликањата и од соците кои што треба да се дат на граница за влез во Европска унија. И само тогаш имам впечаток, еве во овие 20 на години, државата генерално игра на картата. Сега време е да ја запознаете Македонија. Зошто? Само кој премиерот рече, ајте си дома на летување. Да. Добро, и кај да име дома на летување. Супер, Кампања некоја. ама требаше да дојде и моментот со сликањата и чекањата за да одиме. Значи, ако немаше сликања, да убеден сум дека немаше. Значи, и тие како државници, дали сегашниот, предходните, небитно, тие не ни дават нас пример, мислам на широката маса. Одете вие дома, одите претора, ама јас Хрватска имам вила и таму, или едниот Дубај, третиот, небитно Шпанија, сега да не одма некој политички сврти, ама нивните летувања не се тука. И или нивните летувања. Што сега ти кажи, јас нема да чекам. Да, не, јас државник си имам дипломатски пасош, па уживај се ти. Оди види претора ако најдиш место, јас имам овој опција. Нека биде таа кампања, ќе повторам, од најрана возраст, за да ја спозна децата Македонија со една кружна тура, најмалку една кружна, со неколку викенди на одредени дестинации. И после тоа промоција, која што пак ќе изеам овие двата примери, Радиус од поновите, со по 3-40 минутни видеа се тие за разни региони во државата и претходно истражија Македонија, она што се сеќавам јас, дека остаи голем удел и така постепено, степ бај степ, и она што реков, кој ќе научиме, мислам дека помладите генерации го имат тој момент на поактивен одмор, ќе сватат дека еве Грција како пример овој период, освен морето и тој момент со храна, многу искрено да си кажеме, овој период Северна Грција не нуди, во смисол тебе да ти заварни, нема што да пречи. Кај нас ако ти заварни, има што да пречи. Тој одморот и Грција не ја користат луѓето за не сите, не генерализирам. Не ја користат сите само за морето. Има луѓе што си користат и други работи, како ти Грција има преубави места исто. Апсолутно. Не зборам за северниот дел, кај што поголемиот дел од нас одиме дека е ради близината, ама да ти заварни 3 дена. Ти нема што да пречи. Овде да ти заварни 3 дена, пример ако си Охрид, милион опции имаш. Мал милион опции што да преш. Дали музеј ќе посетиш, не знам, спомен куќа некоја, дали во Охрид, во самиот град, значи имаш други содржини. Ќе има концерт, Охридско културно лето, ќе има некое поетско читање, ќе има, не знам, во домот на културата, цело лето. Значи има, а овде ти си ојден Калитеа, Полихроно, Хањоти, небитно кој дел си вири и се врни. Сега да те видам што ќе се заколите по 1 сат. Па тоа ќе врни. Ќе си дојде дома со некои други последици, така да комбинацијата ние ја имаме, и природа и активности што се случват. Ќе земам галичката свадба на пример, дека ако земам тој нема мој ден, ама сакам. Јас исто, ама тоа е светска атракција. Значи многу содржини кои што можеш да ги споиш во текот на едно патување или на одморот, комбинација култура, природа, активност некоја, го рековме дали е јавање, дали. Значи да се донеси. Имаме потенцијал невиден, секој пат тоа ќе отврдам и не се даваме под наводници на овие 25.000 и нешто квадратни километри, многу нешто, само бавно ни оди се и се надевам, пак ќе ти речам, дека ние, нашата генерација, ако не нашата, тие што идат после нас,
малку поинаку ќе го доживуваат то планирање на одмор, викенд, Да. и дека објавата од слика во Солун на терасата од тој еден хотел што се слика Аристотелис не мора да биде победа животна, Да, туку да. може и да биде и ако одиш Смоларски водопад или Дув или винарија, некоја не ги спомнавме винарите фантастични, и да си поминиш прекрасно. Точно. Епа тоа е генерално заклучокот. Има исто, можеме да збораме до задутре. Така е. Тоа ми беше поента, тоа сето што го кажа, комбинацијата. Не само сега ќе одиме да гледаме споменици или само ќе учиме да спиете во шатор. Комбинација од сите тие работи, места имаме, окей, инфраструктура треба да поработиме, фала Богу, и може треба да се смени и начинот на функционирање на школите, на не може Сигурно треба, не може, прво од таму на да школите, на туристичките агенции, еве да видиме како е кој е начинот на кој што можат да поможат во село. Сигурно можат, поготово тие што работат incoming, што носат странци низ Македонија, ги знаат сите места, дали се работи за се. култура. Ќе си тераме уште, еве завршуваме. 1 сат? Окей. Ако нека си тера. Добро. Дали се работи. Чекај, сега ми измена мислата. Што носат странски туристи? Значи нашите агенции што работат incoming и носат странски туристи, верувајте дека знаат многу места што и морат, едноставно работата ги научи на тоа. Веќе кога кажа дека одиш Радожда, јас ќе ти препорачам во Струга природно-научниот музеј, ако не си бил со децата, обавезно. Значи тоа е направен од еден русин. На излезот од Струга, близу Макпетрол, кај кружниот тек, значи излезот према Девар и према Ќафазан, тоа е нешто феноменално. Природно-научен музеј, кај што има и препарирани животни, поврзани со езерото, флора и фауна, фантазија. Места за посета и содржини колку сакаш. И за сите генерации ќе биде, мора да биде поарно, само веројатно ни треба малце време. И уште погласни луѓе како тебе. И да видиме сватени дека гласни. секоја критика е добронамерна за да биде подобро. Никој, јас сакав државата и градот, немаше ова да го работам, немаше да седам тука. Да. И секоја критика е упатена, не е за некој да хейтам и овде живеам, јас сакам да одам овде, во ресторани излегвам скоро секој ден и кафетери и така натаму, и пола ми се пријатели, сакам да е подобро и кој ќе седнам со мои луѓе и кој ќе донесам од надвор, да ми речат супер беше. Да. Сите сакаме, фала Богу. Се надевам, сега сите сакаме. Само поинаку го искажуваме, веројатно. Точно. Ние некој погласно, некој побунтовно и за некој делува повулгарно, ама секој си има свој начин. Свој начин, точно. Епа, толку беше за денес. Се надевам дека барем ќе размислите за летување. Ако не е летување, нека биде втор дел одмор, посета на одредени места низ Македонија. Направите си список од 5. Децата, ако сте со деца, нека одберат 2 места и почнете од тој. Во државата во која што имаме толку неработни денови, толку празници, толку споени викенди, жално е барем пола од нив да не ги искористиме на наша територија. Стварно е жално. Оти негде низ Европа, па да не речам веќе Азија да не правиме овој, се жалат на недостаток на слободно време. Овде мислам дека 16 празници имаме. 16 неработни празници. Обично ги поврзваме и мислам дека е либи одговор дека се нема време. Се има време. Нема врска, не. Само треба да се посака. Лага е тоа е од мукает или од сакање друго нешто да се прави, да се лежи. Ве поздравувам и размислете, дома или надвор. Фала за поканата уште еднаш, ми беше задоволство, чест и стварно секогаш добро се осеќам. И се надевам дека и понатаму ќе се гледаме. Трет пат ќе те викнеме, сега година со друг концепт. Очекувам. Готово. Поздрав, чао.